мислам дека повеќе од јасно дека овие промени во законот за градба се насочени кон општина центар, тоа е веќе сосема јасно, како што е јасно и која е целта. Целта е да се отстрани секоја препрека која што се наоѓа на патот до барокот, кој што треба според владата да се инсталира во општина центар. Јас, ако се сеќавате, на медиумите им кажав, тоа беше при отворењето на спортската сала во Основното училиште Гоце Делчев, дека во владата, поточно во Министерството за транспорт и врски, се припремаат измени во закон кои што треба да ги одземат ингеренциите на општината. Во ова смисла се разбира најмногу се мисли на општина центар. Се тоа одземање на ингеренции се случуваше затоа што беше јасно од кај нас кажано и како градоначалник, како советници, дека нема во никој случај да се согласиме, на пример, да има промена на фасадата на ГТЦ. Гледам дека во неколку наврати се ликува са на владата дека ќе се изврши барок на фасадата на мојата семејна куќа, семејна зграда. Значи јас досега сите фасади што ги започнав и кои што планирам да ги започнам во општина центар се вршат исклучиво во договор и согласно се разбира, како што и закони, како што ред со оние кои што се сопственици. Ова е прво противуставно влегување директно во приватноста на сопствениците и ние како општина центар размислуваме сериозно да го обжалиме овој нов закон што евентуално ќе се донесе. Јас не знам на вистина до каде може да оди сето ова лудило. Пред мене лично и пред сите нас на вистина се наоѓа една деликатна тема, тоа е како рационално да се одговори на ова лудило кое што веќе го гледаме надвладеа над сите нас. Гледам дека и се персонализира оваа битка, веројатно треба да му се одбазнат на градоначалникот со тоа што ќе му се промени фасадата. Пак велам, се уште сум во дилема како рационално да се одговори на ова лудило. Па противуставно се одземени ингеренциите, значи пазете, не може навистина да мислам дека докрај ќе се оди на тој начин на форсирање на моќта на владата да се одземат ингеренции и сега градот да одлучува за ова прашање. Ми беше поставено прашање дали ова се должи на моите лоши релации или не толку добри релации со градот. Ова не е одлука на градот Скопје, е одлука на владата. Градот Скопје, советниците во градот Скопје, како и советниците што се еве околу нас од општина центар на ВМРО ДПМН, се обични послушници кои што спроведуваат наредбата од горе, а затоа никош на советниците на општина центар не им се лутам докрај, тие се тука само да спроведат наредбата која што доаѓа, се знае од кога, тоа од премиерот Груевски. Значи јас денеска категорично тврдам дека според постоечката законска регулатива и важечкиот детален урбанистички план нема можност да се врши реконструкција на фасадата на ГТЦ. Министерството за транспорт и врски многу добро знае дека на парцелата градежната парцела каде што се наоѓа ГТЦ има дивоградба, тоа значи дека не се издадени поради тоа никакви параметри за градба, односно не може да се создадат услови за употреба на да се добие употреба. Така да меѓутоа, пак ќе кажам, јас не знам до каде може да оди целата ова насилие од страна на владата. На крајот на криштата лидерите се разликуваат по едно, оние што имаат моќ, мнозинство во собранието. Некои тоа мнозинство го потразбират како начин да поодговорно се владе. Ние имаме очигледно пример кој што тоа го смета како начин да се злоупотреби таа моќ. Не знам до каде може да оди сето ова, тие имаат моќта во собрание и можат да извршат промена на сите закони во Република Македонија, кои што, како што гледаме, се надворот од логиката.